Здраво! Време е за уште едно издание на најинтересниот и највозбудлив квиз листа за 300 кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, па да не им го трошам повеќе времето, да ги повикам тука да ми се придружат. Прво ќе ги повикам тековните домакини, а тоа се Далибор и Златко. Повелете. Добре, дојдовте под трет пат, така? Да, трета среќа. Кој трета, сите претходни беа среќа. Или денеска посебна среќа. Да, од денеска на знаење, до сега на среќа, од сега на знаење. 300 евра да ги освоите, 600 ќе освоите вие. Тоа е тоа. Добро се. Ги имам добро Одлично, расположение. супер, да. До сега се вкупната сума 400 евра во листа за 300, денеска имаме шанса уште повеќе да зголемиме. Се надеваме, Па да се зависи надеваме. од противниците. Да, зависи од противниците. Да. Имате денеска, ќе ги запознаете за кратко, но млади надпреварувачи за прв пат се во листа за 300. Од младите ќе не видиме. е да изгубиш. Да, така е. Ете новата генерација квизаджи Така, во листа за 300. одлично, супер. Да не Баш сакате да убаво. додадете нешто? Па ништо до сите што ме познаваат. Кажи, тоа е Да. тоа, више ги поздравивме сите. Да. Се подразбира веќе тоа. Така. Во ред, да не ви го одзимам тоа повеќе и времето, а и концентрацијата. Чим сте домакини, знаете кај треба да одите. Повелете. Благодариме. Благодариме. А секако тука во нашето студио, како што реков, се и нивните противници, станува збор за млад надпреварувачки пар кој за прв пат доаѓа во листа за 300, да им посакаме среќа и да ги поздравиме Иринеј и Матеј. Повелете. Иринеј, здраво. Здраво, Марко. Матеј, здраво. Како сте, момци? Добри ли сте? Добре сме. Супер. Да, расположени за игра? Расположени сме. Од каде доаѓате прво да ве прашам? Доаѓаме од Прилеп. Од Прилеп. Лелеј, ајде, интересно прилепчани денеска имаме во листа за 300, супер, секогаш е забавно кога имаме прилепчани. Ако не се лажам, преска ми кажа и дека брат ти бил во листа за 300. Беше, два пати беше. Два пати? Димитар. Да. Димитар, така. Ти кажа нешто, те подучиш што како е? Па нешто ми кажа. Да, супер. Ама добро, нема победа, нема искуство. Нема искуство, еве, стекнувам искуство ако е. Јас што реков, нови генерации, преку искуство, нели се доаѓа до убави резултати. Учите, студирате, што правите? Па, учиме валјда. Учите, да, средно, супер. Средно, да. Ајде, уште малце предпоставувам и тоа е тоа. Супер, момци. Да не сакате да додадете нешто, поздравите некој? Јас сакам да поздравам фамилијата. Да победам денеска сакам. Нормално, мислам. Така. Само си ја поздравам фамилијата, пријателите, Бар Електроник Прилеп и Спартан Джим Прилеп сакам. Голем поздрав и од мене до сите нив. Ја исто сакам да ги поздравам фамилијата, пријателите и голем поздрав до Сладкарница Шар, што ме ослободија денеска за да дојдам овде. Така, се на голем квизов. поздрав и од мене. Треба да частат Поздрав до дојдете. Ќе дојдам Поздрав до обаведен. персоналот и до газдите. Супер, одлично, браче. Живи и здрави. За денеска спремни? Спремни сме. Треба имаме нешто или не? Не. На сите тоа што им кажам. Сконцентрирайте се, мислете на темата која што ви е зададена, друго ништо нека не ви интересира. Ќе видите, сега ќе седнете во нашата кабина, ќе ви пуштиме климата на топло за да заборавите на се да мислите само на тоа. Се знам. Повелете, почувате како предизвикувачи, да се надеваме дека ќе се сменат работи. Повелете. Далибор и Златко, односно Иринеј и Матеј, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, останува да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме со нашиот квиз без никакви проблеми. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Иринеј и Матеј, дали се слушаме? Да. Одлично. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, так, таму ќе чукнете, ќе ми викнете, ќе ми Готово, кажете, да. нема проблем. Ако ништо не е јасно, да ме прашате. Важи, не сте ме Готово. слушнале, не е јасно, прашете ме, немојте да предпоставувате. Ваш. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина за да провериме кабината на Далибор и Златко, дали се слушаме? Абе на неубавото не Само прекинавме, ќе да фатим. вам поставе ритм. Да, па ништо, враќај музиката, Враќај не музика. продолжуваме понатаму. Може да продолжиме? Може. Готово, договорени сме. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини до тој степен што моравме да ми прекинеме песната која што им лежеше на срце на нашите надпреварувачи. Се надевам дека нема да извадат ноши да се збрсаат во меѓувреме како што тоа беше случајот во една од кампањи кај нас. Не ми се веруваше, морам да ме прачам. Дали слушнавте едните Да. другите дека имаше Да. случка дека некој песната толку го погодила што се збрсал со нош у кафана во Скопје. Песната и... Зошто, брат?
Зошто? Тука завршуваме со овој муабет и си продолжуваме со листа за 300. Знаете дека секој започнуваме со првата лицитација, односно првото надавање, а темата за истото гласи. Зборови од 4 букви во кои се содржи буквата П како прилеп. Бараме зборови од точно 4 букви кои ги има во македонскиот дигитален речник и кои ја содржат буквата П како прилеп без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Зборовите треба да бидат во еднина. Буквата П може да биде било каде во зборот. Стандардно не се признаваат лични географски имиња, имиња на народи, кратенки и така натаму. Дали Борис Златко, дали не е јасна темата? Да. Внимавајте на точно 4 букви. Да. И треба да содржи буквата П, да не направиме грешка. Или не имате? Дали не е јасна темата? Јасно. Ќе ви повторам и вас. Точно 4 букви и треба да содржи буквата П било каде во зборот. Штом не е јасно и на едните и на другите, може да започнеме со надавање. Знаете дека со надавање први започнуваат тековните предизвикувачи, а денеска таа улога, барем моментално, им припадна на Иринеј и Мате. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а момци вие кога ќе имате понуда да чуеме. 6. 6. 12. 12. 18. 18. 22. 22. Нека ода. Да одат одма, ваде, сечи чек. Може би треба да малце да им надаваме, ајде ќе видиме. Сум грешал во вакви ситуации. Дали Борис Златко, продолжуваме со истата сага. Одговарате вие. До сега, 2 пати учество во листа за 300, 4 пати одговарање и 2 пати напред, што значи 6 одговарања. Само ви одговарате цело време. Да, супер. Да си ги заработиме парите. Епа ништо, ќе окрсиме дали Борис Златко квизов од наредно издание и тоа е тоа. Кога ќе бидете спремни, имаме тука 22 празни полиња, јас сметам дека не се многу, дека можеби требаше малце повеќе да се наддава, ама лесно е кога збори со таблет пред очи, нели? Да. Ето така. Кога ќе бидете подготвени, не може. Кога ќе бидете спремни, започнете. Тапа. Тапа. Да. Не си ти тапа. Да, фала, сега очи ме гледате, ме лажете тука. Крап. Крап. Да. Тргна со крапче денеска. Ептен. Да. После ову кафана зради. Тоа После ова крапче. во римен ресторан, да. Така е точен одговор. Капа. Капа. Да. Така е. Мапа. Мапа. Точно. Лапа. Лапа. Така е. Трап. Трап. Точно. Стап. Стап. Така е. Перо. Перо. На име Перо. Да, знам. Првично служав како перу државата, викам, им кажав, те сме географски лица, бај. Прас. Прас. Така е. Пиво. Пиво. Тоа го пенска, ова го чекавме. Ова верувам и Иринеј и Мате чекаат да му заедно пивце, добро би им дошло. Пиво. Не може да е грешен овој одговор, така да дури да беше грешен, точен ќе беше. Пиле. Пиле. Да. Така е. Пире. Тоа ме праша сега од речија, дали рече пиле или пире. И затоа. Така е, пире. Точен одговор исто. Пица. 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 Моето омилено јадење. Така е. Ќе огладнеме. Ќе огладнеме. Да. Бога ми стварно се околу јадење се врти. Прас, пивце, пиле, пире. Да. Добро, ајде да продолжиме понатаму. Да. Пила. Пила. Така е. Пита. Пита. Така е. Колку има
До сега 15 имаме точни, 22 ни требаат. Добро, добро. Пакт. Пакт. Точно. А 4 букви беа, добро. Да. Ќе кажев. Поти ќе кажев. Со 3 букви. Поти. Поти. Така е. Пача. Пача, абе. Ја не знам дека волку на П јадење имало. Ова требаше да биде мени, Јадење на буквата П. мени во ресторан. Така. Така е, пача, кој си јаде и си ужива, како мене, кој не може да разбере како може другите да го јадат. Пара. Пара. Да. Или пари. Исто. Двоедни нарековме Добро. пара, ајде Пара, нека е. биде, да. Да не. Така е уште 3. Г, Л, У, П. Збори и тоа, брат. Може да не ми се свиѓа на некој. Глуп. Ама да не со Б. Не. Со П. Глуп. Со П. Глуп. Да. Ајде да Испадаме видиме. глупи на крај. Нема шанс. Така е, точен одговор. Кој ќе бидат двете? Последни. Да. Пура. Пура. Така е. И последно, Пуши. пуши. Така е, 22 зборчиња од 4 букви кои што ја содржат буквата П. Но не заборавете, ова беше само првата лицитација, првото надавање. Имаме уште едно зиграње, сконцентрирано и вакаво продолжение. Браво за Далибор и Златко, честитки за првиот освоен поен денеска. Иринеј и Матеј, уште малце може би требаше да надаваме, како што реков, сепак искусни надпреварувачи се, бидете внимателни во тој поглед, не брзете. Имаме многу време, можеме пополека да ги тераме работите. Може само во наша полза да биде. Супер игравте, само малце похрабро. Тоа е мојата сугестија. Сега сепак вие како се осеќате, така нели? Имаме уште една лицитација, имаме шанси да го промениме резултатот, затоа само сконцентрирано. Ајде, ја ќе прочитам уште некои зборови од 4 букви во кои што се содржи буквата П. Тука имаме апаш, апел, капе, купи, купа, опат, опаш, опус, паѓа, пара, перо, пиво, пила, ги кажавме сите овие пион, потоа поле, пост, прле, прст, пуст, спор, спас, пев, спот, потоа степ, стоп, супа, тапа, тепа, шпил, шпиц и уште многу други пакви зборчиња. Сега, како што реков, драги гледачи, време е за второто надавање. Моментално резултатот е 1-0 во корист на Далибор и Златко. Дали ќе имаме некаква промена, ќе дознаеме за многу кратко. Затоа, темата за втората лицитација гласи: фудбалски репрезентации кои играле на светско првенство. Бараме имиња на фудбалски репрезентации од целиот свет кои играле на завршницата на макар едно светско фудбалско првенство од 1930 година па се до последното во 2022. Имињата на репрезентациите ги признаваме и како се викале во моментот на учество. Со ова сакам да кажам дека има некои држави кои што играле на светски првенства, но денеска повеќе не постојат или го промениле своето име. Значи, ги прифаќаме имињата под кои што играле и тогаш кога настапувале на светското првенство. Дали Борис Златко, дали не е јасна темата? Да. Апсолутно. Одлично. Или не имате, дали не е Уште јасна? еднаш, ако може да повторите. Нема проблем, браче. Вака, фудбалски репрезентации кои играле на светско првенство. Бараме имиња на фудбалски репрезентации од целиот свет кои играле на макар едно светско фудбалско првенство од 1930 година па се до последното во 2022. Имињата на репрезентациите, добро, тоа ви објаснив. Ги признаваме и како се викале во моментот. Можеме, например, као да кажеме на држава, например, што составува повеќе држави, после ги кажеме и тие држави. Ако настапувале како такви, брат, и како засебни, ако настапувале на светско првенство така, тогаш може. Може. Добро. Да, тебе ќе кажам на пример, еве ќе дадам пример и слободно и нека оди како одговор. Да речеме бивша Југославија. Има играно, а сега имаат играно и нели други се распадна
91-а таму и сега повеќе држави кои што играле на светски првенства, некои од нив. Така да може и тие да се кажат. После тоа може да се каже и таа земја. Тоа е тоа. Ако нешто не јас ќе го фатиме редот по овакво, не се кирајте. Само храброво продолжение, тука сме, никој нема да замери ако малце, нели, подпрашаме си подпомогнеме и така да го скршиме мразот. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. Моментално во таква ситуација се Иринеј и Мате. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Далибор и на Златко, а Иринеј и Мате, кога ќе имате понуда, пукајте. 10. 10. Започнуваме со 10. 20. 20. Можам да ви кажам слободно дека ги има повеќе од 80, чисто ако сакате нешто да правите со таа бројка, 80 репрезентации. 30. 30. 35. 35. 36. Како? 36. 36. 36. 40. 40. 41. 41. 42. Едно повеќе 42. 43. 43. Марче, има ли нека бројка нешто колку се? Извини, да се вас не кажа. Па околу 80. Нешто повеќе од 80 се репрезентации, да. Колку кажа? Сега момент 43. Добро. 45. 45. 46. Едно повеќе 46. Колку беше? 46. 47. 47. 50. 50. 50. 51. 51. 55. 55. Нека одговара Да одговара. Да видиме младиве колку... Или не имате? Верувам пратите спорт? Прати. Да, одлично. Имаме шанса еве сега да освоиме поен. Нема малце 55 се репрезентации кои што треба да ги кажеме, но мислам дека по некоја логика би можеле да ги истераме без некој поголем проблем. По самиот старт ви кажав дека ги има нешто повеќе од 80, па не би требал никој проблем. Ќе видиме. Кога ќе бидете спремни, почнете. Канада. Канада. Фатете си така некој ред за да знаете да не се збуните, точен одговор и терете си така. Кажи не. Соединетите американски Морате држави. да ми речете малце погласно. Сад или Соединетите американски држави, така е. Точен одговор? Мексико. Мексико. Така е. Коста Рика. Коста Рика. Така е. Панама. Панама. Така е. Колумбија. Колумбија. Така е. Венезуела. Венецуела. Чекај да видиме сега Венецуела. Дали има играно на светско? Екватор има. Леве, верле. Има играно. Чекај бе, сега ќе дирнеме. Убаво ќе провериме, не Леве ги секаме. смешав со Екватор. Викаш ги смеша со Екватор? Чекај да видиме, ајде ќе проверуваме си. Ја би сакал да е точен одговор. Па пушти го. Гади, пушти го. Нема. Знаеш, одмah ќе почне телефонот да врда. Та. Имаме јака публика, која што знаат работи. И кога нешто ќе сгрешиме, не караат одмah. И ви благодариме за тоа. Леле, Венецуела не е. Не е Венецуела. Ти реков. Вака си. Водещ интересен, малку мислам трагичен податок за вас, а интересен за публиката е дека почувајќи од 2022
Венецуела е единствената држава од Јужна Америка која што се нема пласирана на светско со првенство. Еквадор, јас Единствената, брат. Само таа се нема и како ни. Ама сам ја знаеш се Еквадор одма дека ја уднавме. Не, ми се допадна вака, ќе ви кажам. Искрено супер игравте втората лицитација. Првата зезнавме малце работа со малце надавања, на втората игравме храбро, но окей, киксавме и не е тоа толку страшно. Сериозно ви кажам. Супер мило ми е што го скршивте мразот, јасно ви е што правиме, еве сами си се поправивте веднаш по киксот, што значи вратите ви се отворени во листа за 300 секогаш да дојдете. Ме интересира, вака имаме едно тука непишано правило, доколку игравме на пенали да видиме како ќе беше ситуацијата, чисто еве и за искуство да натепате и да ви бидат појасни работите. Ки играме едни пенали како ништо да не било, како да не сте изгубиле, за да видиме чисто како ќе ви легнеше таа тема, вие да си набиете искуство и наредниот пат да биде подругачија приказната. Важи? Ајде да видиме, драги гледачи, на брзина ќе ги прочитам оние фудбалски репрезентации кои играли на светско првенство, барем позвучните, тука ги имаме Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Велс, Гана, Данска, Египет, Иран, Ирска, Источна Германија, Јамајка, Јапонија, Југославија, Кина, Колумбија, Коста Рика, Мексико, Нигерија, Нов Зеланд, Норвешка, Перу, Полска, Португалија, Саудиска Арабија, Северна Ирска, Словачка, Словенија, Србија и така натаму. А сега, драги гледачи, чисто во интерес на времето, за ваша забава и за искуство на Иринеј и Матеј, ќе одиграме една партија пенали. Темата за денешните пенали гласи: градови кои имаат екипа со титула првак во Лигата на шампиони во фудбал. Извор: сајтот на УЕФА, каде се наведени сите освојувачи на поранешниот куп на шампиони, денес познат како Лига на шампиони, од 1955 година па се до денес. Ние не ги бараме имињата на клубовите, ги бараме градовите кои имаат најмалку еден освојувач на оваа лига. Секој град можете да го кажете само еднаш, без обзир од колку тимови и колку титули има. Дали Бори Златко, дали ни е јасна темата? Да. Или не имате, дали не е јасна темата? Да. Продолжуваме повторно со тема фудбал. Нели, видовме дека или не имате и поради, како да кажам, еден мал непотребен кикс ја изгубија партијата, па еве им даваме шанса да продолжиме со истата тема. Знам дека знаат повеќе од тоа што покажаа денеска. Но еве, и во нивни интерес и во наш интерес играме пенали денеска, сите да имаме повеќе искуство за понатаму. Знаете дека на пенали за први со надавање започнуваат, односно со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Одговараме напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. Во текот на пеналите за цело време се вклучени микрофоните, затоа бидете внимателни да не им издадете одговор некој на вашите противници. И со ова кажано, започнуваме со пенали. Како што реков, први одговараат предизвикувачите, а тоа се Иринеј и Матеј. Повелете, браќе. Бараме градови кои што имаат освоено титула. Барселона. Барселона. Така е, Барселона. Порто. Само момент да испишеме, се јас им брзам, да, Порто. Така е, Мадрид. Мадрид. Така е, Лисабон. Лисабон, ја мислев Реал ке ми каже. Лисабон, така е, Милан. Милан. Милан, мислам. Така е, точен одговор. Торино. Торино. Така е, Белград. Белград. Така и Белград е точен одговор. Букурешт. Букурешт. Единствениот Точно. од Источна Европа. Така, да, Лондон. Лондон. Така е, Бирмингем. Бирмингем. Така е, Ливерпул. Ливерпул. Така е, Глазгов. Глазгов. Точно. Манчестер. Манчестер. Така е, Минхен. Минхен.
Точно. Хамбург. Хамбург. Така е. Амстердам. Амстердам. Точен одговор. Вижте, малце остануват. Супер сте едните и другите. Браво. Дортмунд. Дортмунд. Така и Дортмунд ми е тука на листата. Айндховен. Айндховен. Айндховен, точен одговор. Така е. Ми остануваат уште 3-4 градчиња, нешто така. Така мислам. Видите тоа на вас? Да. Мисли. Ја. Марсеј. Марсеј. Бравос. Така е. И Марсеј е точен одговор. Нотингем. Нотингем. Да се правам дека гледам и проверам, ке речат Марце на памет збори после. Уште едно име, ако не се лажам, да остане. Уште еден град. Ајде да видиме заедно. Ротердам. Ротердам, така е. Ротердам, за последен одговор во листа за 300 на овие пенали, како што реков, Иринеј и Матеј. Имаат потребното знаење, го нема искуството за денешното Еден кикс. издание. Тоа е. Тоа е. Нема везе, имате сега искуство, веруете ми, наредниот пат кога ќе дојде се ќе ви биде многу полесно и ќе ви изгледа смешно. Ова денеска што се случуваше, супер си бевте, искрено ви кажувам, еве, тоа го покажавте и на пеналите сега, што значи ве чекам у блиски дни на повторно да дојдете. Важи? Важ. Договорени сме. За жал сега морам момци да ви кажам чао. Супер бевте. Како што реков, за жал морам тука да им кажам чао на Иринеј и Матеј, млади и днината на листа за 300. Затоа треба да си ги чуваме, да си ги гајме онака како што треба. Јас искрено посагувам повторно да дојдат во нашиот квиз. Верувам дека тогаш ќе имаат многу подобри резултати отколку што имаат денеска, затоа што, нели, сите знаеме, искуството си го прави своето. А Далибор и Златко, честитки до вас, искуството на ваша страна во секој поглед и животното искуство и искуството кога станува збор за квизовите. И ете, тоа резултираше со оваа победа. Честитки до вас двајцата, сега е време, си знаете, да дојдете тука и да ве соочиме со темата од нашата листа. Дали ќе успеат парична награда? Останува да видиме, затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Веќе ми се преку глава, не знам што да им правам. Златки Далибор повторно со мене на главната уште нешто сцена. пари да се- кажи да се одиме. Знаеме како да го решиме проблемот. Со пари. Ако не може со пари, со повеќе Со пари. повеќе пари, така е, брат. Се шегувам, на моје огромно задоволство, еве повторно сте денеска тука на главната сцена, ќе имате повторно шанса да освоите парична награда. Темата посебно ми се допаѓа денеска, не знам на вас дали зборувам како тема е многу убава, не дека нешто големо знаење ќе имав јас да играме. До некаде, да не се сеј сами од себе си. Да. Но пред да ви ја соопштам темата, си знаете, самите на брзинка протрчуваме низ нашата листа и после тоа одиме во печалба. А нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што ќе ги видите. Не ми работи прстот. Ете, проработи. Доколку нели сакаме да освоиме она максимална парична награда, треба да ги дадеме сите 15 точни одговори, а тоа не е непознато за вас. Впрочем, тоа го направивте во минатото издание на нашиот квиз кога си отидовте со 300 евра и ја не можам се плата да земам. Знаете и самите дека за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни 150, за 12 200 и за 15 точни одговори, како што реков за вас веќе добро познато, си заминувате од тука со парична награда од 300 евра. Сега Марче, што направи тука на таблетот? Чекајте само секунда, нормално. Неќе го. Сертикално ја нас, а така. Тоа ми се допадува, ама жалам не смеам. Камерите све регистрираат.
така, добри сме. Ама од тука се гледа протиране таблет. Немој да ме лажеш, да. Не, реков стварно. Вака има многу интересна тема денеска. Имавме, значи, обработивме спорт, фативме што се друго... Малку музика. Малце музика, така, и еве, мислам дека е време се малце да се свртиме на литература. Како сме по читањето? Да сакаме... Се зависи што. Пази, наставник си у школа. Да, се Ама вика. математика. Да, многу. Ама без разлика. математика, да. Математички книги читам, кажеш. Да. Па како вика, може за единствениот некој универзален... научи си ќе биде тема. Универзален јазик за универзумот, вика, дека е математиката, да. Така да, тоа е тоа. Чита само другачи јазик, на друга. Вака, слушајте убаво и вие, драги гледачи, доста зборев јас во празно. Имаме доста интересна тема, како што реков, поврзана со литературата, па затоа слушајте убаво и денеска. Го тестираме нашето знаење на тема. Дела на Вилијам Шекспир, Ернест Хемингвеј и Џек Лондон. Извор, сајтот на биографии, каде поединечно за секој од овие тројца литературни гиганти се наведени нивните дела. Станува збор за повеќе од 50 дела, кои што верувам дека барем 10 ќе ги знаат моите надпреварувачи. Па сега ќе видиме. Да зборам нешто да кажам. Ајде. Кога ќе видите подготвени Со моето најомилено Старецот и морето. Старецот, во она во кој што се препознаваме сите тука. Старецот и морето. Еве ќе сум Старецот, морето не знам кај е. Не знам, ја го барам морето, брат. Ја више до Старецот стигнува попалека. Ама морето дека е. Не знам зашто се правиме бе толку Старецот и морето прв точен одговор. За кого бијат камбаните? Само момент. Исто од Ернест Хемингвеј. За кого бијат камбаните, та скоро ја читав сега, верувате, ја читав порано, нели? И сега се навратив и искрено многу пријатно бев изненаден. Мислам, супер книга. Убава книга. Шекспир беше така. Да, и Шекспир и Џек Лондон. Точен одговор. И за 50 евра Отело. О, Отело, а? Отело од Вилијам Шекспир. Трет точен одговор и за 50 евра. Сега дека почуваме нов циклус на честитки, честито. Со здраве да си ги трочите. Сега од Шекспир имаше Крал Ромео и Јулија. Да. Крал Лир, мислам дека имаше, и Макбет. Тоа на времето што случиле, добро што уште го памтиме. Супер. Ајде, Макбет. Макбет. Така е, точен одговор. Крал Лир. Крал Лир. Крал Лир, пети точен одговор и за 100 евра. Ромео и Јулија. Ромео и Јулија. Така е, 100 евра ви се пола во джеп. Да видиме сега дали што ќе правиме за понатаму. Чекай, не можем да ти помогнем. Ако знаеш уште 3, да терема. Чекам малку се. Кој беше третиот? Џек Лондон. Џек Лондон. Чека од Џек Лондон. Повик на девината беше од Џек Лондон. Памти го Повик на девината. Таа ми е најомилена. Да, меѓу петте најомилени школа. После имаше Кучето Бак. Така ли беше? од Шекспир, што имаше друго од Шекспир. Леле, дома гијанце, Не, тоа е не трезо кој ќе се враќа после кој Да, тектат сите. да. Имаше едно многу познато дело од него исто. Дајде на Х буквата, веќе ти помогам. Ете и тоа. Сега морам да, да се биде ли не се повлечем. Да, to be or not to be. биор на тоа така. Дава Хамлет. Повик кон девината. Дали беше странецот од не странецот беше од Алберка, не мислам дека беше тоа. И имаше нешто, чекај, со војна имаше од овој од Ернест Хемингвеј имаше. Едно не фали.
Не смеам да помагам, сега ме копка од тука. Ама не смеам. Чекай, што кажав? Најуши нешто. Повикот на дивината, Хамлет. Повик на дивината, Хамлет. Да си ги земеме пари, бе. Си ги земе. Па што? Ајде се. Не рекаме да лоши, кажавме сега за 100 евра. 100 евра се ваши, честитки. Намерно ме пресека вака, пред да премислиме работата, да превземете чека да ги изгубите. Мада понекогаш ли може да подобро ваква сума да се изгуби, не е толку страшно. Да, веќе толку многу заработени пари. Да, вие до сега ми земавте 5000 евра сега. Честитки, со ова имаме една убава сума од 500 евра, 3 учества, 500 евра до сега на контото, салдото како сагате ваше. А сега ќе ги прочитам оние од Джек Лондон, Ернест Хемингвеј и Вилијам Шекспир дела, барем оние кои што се издвоени тука, ги има повеќе од 50 иначе. Вкупно сакам да кажам, од Джек Лондон ги имаме тука Белиот очњак, Железната пета, Мартин Иден, тоа ми исто така една од поомилените книги, да. Потоа Морскиот волк, Повик на дивината, под Ернест Хемингвеј ги имаме Да се има и да се нема, Збогум оружје за кого бијат камбаните, Старецот и морето, Сонцето повторно се раѓа, Снеговите на Килиманџаро и така натаму, да. Знаем дека ќе ти текнат, ама што да правам. Од Вилијам Шекспир ги имаме Ромео и Јулија, Јулије Цезар, Хамлет, Отело, Крал Лир, Макбет, Ричард III, Хенри VIII и така натаму. Знаете дека ќе ви текнат сите, но тоа е тоа. Окей, тоа е тоа. Како и да е, супер бевте, тоа го Добре. покажуваат и парите и бројот на учества во листа за 300. Спремете се за уште едно учество, тоа ќе ви биде четврта, кој тогаш победите, ќе стигнете до она петото максимално. За крај. Честитки за денешната успешно одиграна партија во листа за 300. Драги гледачи, тука дојдовме до самиот крај на денешното издание, што значи ќе ви кажам чао, ќе ви посакам да имате прекрасен остаток од вечерта, да останете со програмата на телевизија Сител и секако да го чекате следното издание на листа за 300. До тогаш, ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Чао!